Здраво и добре дојдовте во уште едно ново видео. Темата на ова видео е вистинските луѓе или како да ги препознаеме, како да ги пронајдеме и како да ги задржиме тие вистински луѓе. Пред се сакам да објаснам што подразбирам јас под поимот вистински луѓе, да поразговараме за тоа како да ги пронајдеме тие луѓе, што можеме да направиме, како да ги задржиме, свесни за тоа дека никого не можеме да задржиме против своја волја, ниту пак нас би требало да не задржи некој во своја близина, ако ние така не одлучиме и ако ние така не избереме. Често можеме да чуеме од луѓето дека за да успееш во нешто ти требаат вистинските луѓе, дека немаат вистинските луѓе околу себе, го немаат вистинскиот партнер, вистинските пријатели и така надаму, а јас како и секогаш ќе се свртам кон она што е тема на сите мои видеа, она што сме ние, што мислиме дека сме, што сакаме да бидеме или што можеме да направиме за да бидеме подобри, во случајов да бидеме повистински, односно пред се ние да бидеме вистински луѓе, за да може да се обкружиме со вистински партнери, вистински пријатели и вистински луѓе на вистински места во вистинско време, што се разбира не зависи секогаш само од нас, зависи од другите, зависи од многу други услови, од многу надворешни влијанија, но ние овде зборуваме за тоа што можеме ние да направиме. Пред да преминам на феноменот или поимот вистински луѓе, би сакала да кажам што можеме да направиме за да ги пронајдеме, односно да ги препознаеме и да се вложиме себе си, дел од нашето време, енергија, да придонесеме за тоа доколку ги препознаеме и пронајдеме тие така наречени вистински луѓе, да останат подолго во нашето окружување, со свесност дека не можеме ништо против нивна волја, не можеме да ги задржиме, меѓутоа исто така, доколку сме невнимателни, доколку сме груби, доколку не им е пријатно во нашето окружување или доколку не сме способни да градиме односи кои се базираат на толеранција, разбирање, меѓусебно помагање, поддршка, тогаш можеме полесно да ги изгубиме. Па тука е тоа што можеме ние да го направиме, односно да придонесеме нашите односи да бидат поздрави и подолготрајни. Што се однесува до поимот вистински луѓе, според мене ние определуваме кои луѓе за нас се вистински во одреден период, според нашите потреби, нашите желби, нашите афинитети, интересите што ги имаме и зависно во која позиција се наоѓаат, односно која улога ја играат во нашите животи. И затоа е многу битно ние да знаеме кои особини ги почитуваме кај другите луѓе, што можеме да толерираме, со што можеме да се носиме, а што е она што ја преминува нашата граница и едноставно не остваруваме односи со таквите луѓе, односно тие луѓе за нас не се вистински. И што ни е потребно од тие луѓе, односно што очекуваме тие да вложат во нашиот однос. Но тоа треба ние јасно пред се да си го дефинираме, за да можеме потоа тоа да го препознаеме кај другите луѓе. Дали ни е потребна размена на позитивна енергија, размена на искуства, да ни посветуваат повеќе време, повеќе внимание, да бидат добри слушатели, внимателно да не слушаат, да ни бидат поддршка, да умеат со нас и да тагуваат и да се радуваат, дали ни е потребно преку зборови и вербално да изразат својата поддршка или да умеат повеќе да молчат, дали ни е потребно да се повеќе практични или повеќе сонувачи. И тоа се зависи од нас. Јас овде ги набројав оние потреби кои што јас ги имам. Луѓето да бидат добри слушатели, да бидат емпатични, да имаат разбирање, да умеат да ми дадат поддршка. Сите оние работи кои што јас ги очекувам на некој начин од другите луѓе, од моите блиски луѓе, од моите вистински луѓе, но исто така кои јас сум подготвена да ги дадам. Тоа се карактеристики, особини, потреби кои што доаѓаат од моите уверувања, од моите потреби, од тоа како јас очекувам луѓето да се однесуваат кон мене и во какви односи сакам да влегувам. И тоа се карактеристиките на луѓето кои според мене и за мене се вистински, односно луѓе кои се добри слушатели, кои имаат емпатија, кои умеат да дадат поддршка, кои умеат да зборуваат, да слушаат, но и да молчат кога мене ми е потребно. Луѓе кои умеат да градат искрени и отворени односи
кои што се засноваат на заемна поддршка, разбирање, неосудување, кои умеат да дадат позитивна, креативна критика, критика која што може да помогне, да насочи, да наведи на размислување. И свесна сум дека тие луѓе нема да бидат идеални и совршени, исто како што јас не сум и дека нема секогаш да бидат подготвени да одговорат на моите потреби, но според некои мои критериуми, според некои мои уверувања, јас сум таа исто како и вие, која што ги поставува првичните барања и границите во односите во кои што стапува со другите луѓе. И според тоа, колку ќе одговорат на сите наши барања и очекувања и колку немаат капацитет, вештини, желби, потреби да го направат тоа, толку помалку ќе бидат вистински. Што значи, треба да тргнеме од себе. Јасно да ги дефинираме сопствените потреби, желби, јасно да дефинираме што бараме и што очекуваме од другите луѓе и секогаш кога сме во можност тоа јасно отворено да го дискутираме. Но се разбира дека треба тоа и ние да го нудиме, односно понекогаш да имаме капацитет и да се прилагодуваме и на нивните желби, потреби, да го даваме практично она што го очекуваме. Овде сакам да подсетам на една теорија која вели дека ние сме окружени со луѓе кои што ние ги привлекуваме, во кои ние можеме да се огледаме, кои што имаат многу слични особини со нашите или пак имаат нешто во себе што ние не сме го прифатиле кај себе, па ни се потребни како учители за да го препознаеме тоа во себе и да можеме да го сработиме, се разбира, доколку ни влијае на нашето секојдневие и на квалитетното живење. И уште една теорија која што вели дека ние сме некаква средина на 5 луѓе со кои сме секојдневно, најчесто, со кои со години одржуваме односи. Ние ги поседуваме особините и карактеристиките на оние 5 најблиски луѓе со кои по собствен избор најчесто комуницираме и со кои избираме да се дружиме. Исто така е битно да провериме доколку не се чувствуваме дека луѓето со кои сме обкружени, луѓето со кои се дружиме, луѓето со кои воспоставуваме односи, ако чувствуваме дека не се вистински, можеби нешто не е доволно вистинско во нас, па затоа остануваме во таквото обкружување и во таквите односи, односно сме со оние луѓе кои што некако се сомневаме дека се тие вистинските. Сакам да подсетам и на една друга теорија која вели дека секогаш сме со вистинските луѓе, што е во контекст на ова што претходно го кажав. Дури и тогаш кога не сакаме да препознаеме, да си признаеме, да се соочиме со нешто, дури и тогаш кога чувствуваме дека сме подобри, поинакви од тие со кои се дружиме, од тие со кои сме обкружени. Ако подолг временски период и ако во континуитет одржуваме со нив односи, или ако постојано ни се повторуваат исти луѓе, ако постојано сме во некои односи од кои не сме задоволни, тогаш значи дека некои наши лекции не сме си ги научиле добро. Не сме отворени да признаеме дека тие луѓе се вистински во нашиот живот во тој даден период, затоа што нешто не учат, затоа што на нешто ни укажуваат, затоа што нешто треба да видиме, да препознаеме. И затоа се вели дека сите луѓе се вистински во секој период од нашиот живот. Ни доаѓаат во животот оние луѓе кои што во одреден период одговараат на нашите потреби. А ако остануваме со луѓе кои не одговараат на нашите желби и потреби, тие пак се вистински, затоа што ни покажуваат до каде сме ние, што се толерираме, колку многу дозволуваме, во какви односи остануваме, со какви луѓе остануваме, затоа што немаме капацитет за поинаку, затоа што немаме капацитет да промениме нешто, затоа што можеби не сме доволно искрени, затоа што не знаеме да поставиме граници или затоа што се плашиме дека ќе останеме сами и уште многу други причини. Затоа се вели дека во секој период од нашиот живот ни доаѓаат вистинските луѓе или вистинските учители. Понекогаш тоа не е едноставно, понекогаш е тешко, понекогаш е тешко да се прифати, да се разбере. Меѓутоа, многу често во животот, кога ќе завршат некои односи кои што не разочарале, поминува време и сваќаме што се сме научиле од тие односи, што се сме научиле од тие луѓе, што се
тогаш ни се случувало во животот, во каква состојба сме биле, кој емоционален или ментален капацитет сме го имале и што сме научиле од тој даден однос. После долго време сваќаме зошто воопшто сме биле со нив, зашто биле во нашето окружување и понекогаш сме благодарни што сме имале таа привилегија да се оддалечиме, да се минеме и да побараме некои други вистински луѓе за некои други периоди во нашиот живот кои ќе одговараат на некои наши поинакви нови потреби. И мислам дека веќе дадов одговори на она прашање како да ги препознаеме вистинските луѓе. Ќе ги препознаеме тогаш кога ќе бидеме доволно отворени, кога ќе бидеме начисто со себе си, кога ќе ни биде доволно јасно што бараме и кога ќе бидеме доволно храбри, отворено да го побараме тоа и доволно храбри да заминеме и да не влегуваме во односи со некои луѓе доколку едноставно тоа ни прави повеќе штета, доколку не се чувствуваме убаво покрај нив, доколку се чувствуваме дека ние сме секогаш тие кои даваме, доколку се чувствуваме навредени, повредени, искористени. Или не мора ни тоа. Едноставно чувствуваме дека од тој однос не добиваме она што ни е нам потребно. Тие луѓе се во ред и со нив се како што треба и тие си имаат своји потреби, барања, начини на однесување, критериуми, уверувања кои што не се поклопуваат со нашите и тоа е апсолутно во ред. Тоа само значи дека тие не се вистински за нас, но тоа не значи дека нема да бидат вистински за некои други луѓе, исто како што и ние не можеме да бидеме вистински за сите луѓе. Секогаш ќе постојат луѓе на кои им се допаѓаме и не им се допаѓаме или на кои одговараме и не им одговараме. Според тоа нели ги формираме и своите кругови во кои се движиме, кругови на пријатели, блиски луѓе и така натаму. Во периоди кога чувствуваме дека се менуваат работите, луѓето заминале од нашите животи или ние сакаме да се минеме или сакаме да направиме некоја животна промена, па ни се потребни други, некои поинакви категории, некои поинакви профили на луѓе, тогаш ако сакаме да ги пронајдеме или да стекнеме нови пријатели, нови познанства, се разбира дека, како што реков, прво ние треба да се отвориме, а потоа треба и да се движиме меѓу луѓе, треба да бидеме отворени за комуникација, подготвени да излеземе од својата зона на комфорт, да се приклучиме на разни видови групи луѓе кои што се веќе се занимаваат со нешто што ни е нас поле или предмет на интерес. Тогаш ќе треба да бидеме отворени, да се движиме, да комуницираме, да дадеме простор за тие луѓе, да им дадеме време на крајот на краиштата, можност да не запознаат, можност да ги запознаеме, да имаме трпение за некои недоразбирања, за некои разлики, можеби нереални очекувања, да провериме зошто воопшто ни се потребни тие луѓе, кој е нашиот интерес, која е нашата добивка од тој однос, зошто го правиме тоа, дали сме искрени или пак имаме некои несвесни и скриени потреби кои што, во даден период ги задоволуваме преку некои односи, а тоа ни се случува на сите. И се додека не си го признаеме тоа и не се соочиме со тоа, и се додека не се соочиме со фактот дека понекогаш ние сме тие кои немаме време, кои немаме трпение, кои не преземаме чекори, кои не сме отворени за комуникација и за нови луѓе, за нови пријателства, или понекогаш едноставно сме длабоко во себе, разрешуваме некои своји приказни трауми, разни проблеми, ситуации за кои што сакаме да се повлечиме, сакаме да сме во тишина, сакаме да сме сами, сакаме да ги разрешиме, па потоа да се отвориме за нови односи, за нови пријателства, за разни луѓе, за вистински луѓе. И тоа е во ред, и тоа се случува, и тоа е потребно и е дел од животот. Она што треба да го направиме е да си признаеме дека е тоа така. И тогаш кога ќе сакаме да промениме сопственото обкружување или да создадеме нови односи, нови врски, нови пријателства, да најдеме нови вистински луѓе, понекогаш е добро да видиме дали ние воопшто преземаме нешто за да се случи тоа или едноставно некако сме се препуштиле и чекаме, оставаме на другите да препознаат дека ние сме вистински за нив. Дали сме подготвени да излеземе од зоната на удобноста, од зоната на комфорот, од оние кои што ни се блиски, кои што веќе ги знаеме,
па какви и да се, колку и да ни одговараат и да не ни одговараат, остануваме со нив само затоа што ни се познати. И во контекст на сето ова, како да ги задржиме тие вистински луѓе тогаш кога ќе ги препознаеме, кога ќе ги пронајдеме, кога ќе ги направиме првите чекори, првите контакти, кога ќе мислиме и чувствуваме дека ете, тие се вистински луѓе за нас. Да се вратиме на почетокот, никогаш не можеме насила да задржиме, понекогаш тие односи завршуваат, понекогаш ако ние мислиме за некои луѓе дека се вистински, тие можеби не го делат тоа мислење, можеби ние не сме вистински за нив, имат апсолутно право на тоа. Понекогаш луѓето едноставно заминуваат. Луѓето не можеме да ги задржиме. Меѓутоа, она што мислам јас кога велам да ги задржиме, тоа е се она што ние можеме да правиме и да вложиме за тие вистински блиски луѓе. Луѓе кои во одреден период од животот се наше обкружување, кои се наша поддршка, кои ни се пријатели или со кои професионално комуницираме, а ни е пријатно и уживаме во тоа и постигнуваме успеси и учиме од нив. Се што можеме да направиме, односно да придонесеме, да ги задржиме подолго време во својот живот, односно нашите односи да бидат поздрави и подолготрајни, е да бидеме она што го бараме, да ги препознаваме и нивните потреби, ако не ги препознаваме, можеме да ги прашаме и да бидеме подготвени, да имаме желба, да имаме умешност, да се прилагодуваме понекогаш и на нивните потреби, да се однесуваме понекогаш така како што ним им е потребно, ако сакаме да им бидеме поддршка. Јас сметам дека ако имаме време да ги сослушаме, ако имаме желба да ги разбереме, ако се потрудиме да им дадеме поддршка, ако умееме со нив и да молчиме кога ним тоа им е потребно, и да тагуваме и да се радуваме кога се радуваат, ако сме искрени и отворени, но ако знаеме да поставиме граници, да не се наметнуваме и да не дозволуваме премногу да влегуваат во нашиот простор, што би можело да доведе до некои недоразбирања, конфликти и оддалечувања. И ако сме спремни да вложуваме време, енергија во тој однос, да разговараме отворено за она што ни се допаѓа, за некои конфликти, доколку дојде до тоа, да дозволиме луѓето да имаат право на своје мисли, на своји желби, на своји потреби, на свое време, со што можеби понекогаш нема да се согласуваме, да бидеме толерантни, да бидеме емпатични. Тоа е дел од она што можеме да го направиме за да ги задржиме подолго тие луѓе, односно да задржиме подолго здрави и квалитетни односи според мене. Да бидеме свесни што правиме, како се однесуваме со тие наши луѓе, со тие наши блиски или вистински луѓе, затоа што кога луѓето ги знаеме подолго време, кога нашите односи траат подолго, понекогаш ги сваќаме тие работи здраво за готово. Понекогаш претеруваме со сопствените очекувања или очекуваме луѓето да ни дадат многу повеќе отколку што ние даваме, а понекогаш даваме премногу и таму и тогаш кога тоа нити се очекува, нити се бара од нас. Односите, како што знаеме, се живи, се развојни, се движат постојано, се менуваат и се што можеме да правиме е и ние да се менуваме, да се развиваме, да растеме низ тие односи и да вложуваме во нив како што вложуваме во се друго. Тоа е еден од начините да ги задржиме своите луѓе, блиските луѓе, вистинските луѓе во нашето обкружување, односно да направиме се што можеме да се чувствуваат пријатно со нас, да се чувствуваат безбедно, да имаат доверба, да знаат дека имаат поддршка, дека се изслушани, разбрани и прифатени, какви и да се, дури кога ние не се согласуваме со се тоа што го прават, со начинот на нивниот живот, со начинот на нивните одлуки. Да резимираме. Ние одредуваме што се за нас вистински луѓе и кои се нашите вистински луѓе. Но понекогаш не ги препознаваме доволно нашите потреби и не препознаваме дека тие луѓе во даден период биле вистински за нас. Се што можеме да направиме е посвесно да ги препознаваме тие луѓе во нашата околина, да бидеме трпеливи, да бидеме отворени, искрени, да бидеме толерантни, да бидеме поддршка
да бидеме добри слушатели, да бидеме добри пријатели, да бидеме ние вистински, за да можеме да очекуваме дека на тој начин и другите во нашата околина ќе бидат вистински. И од нас зависи колку сме подготвени да ги задржиме тие луѓе, односно односите со тие луѓе и да вложуваме во тие наши односи. И секогаш да го вртиме фокусот кон себе, односно што можеме ние да направиме за да ги пронајдеме, препознаеме и задржиме тие вистински луѓе, но се разбира и тогаш кога остануваме со луѓе за кои сметаме дека не се вистински, со кои не се чувствуваме убаво, со кои немаме искрени односи, со кои не растеме, не се развиваме, и тогаш да го свртиме фокусот кон себе и да се запрашаме зошто сме тогаш со тие луѓе и дали на некој начин не се вистински во тој даден период, вистински луѓе, вистински пријатели, вистински партнери, односно наши вистински учители, оние кои што ќе ни го покажат она што кај себе не сакаме да го видиме. Јас ви посакувам се најубаво, ви благодарам што го гледавте и ова мое видео. Приклучете се на каналот ако не сте го направиле тоа, или стиснете на звончето subscribe, ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, споделите го со некој ако мислите дека може да му помогне и се гледаме наскоро.